Добар ви ден, драги мои! Уживајте денеска и посветете се го денот на убави нешто што ви прават пријатно расположение, што ви ја будат среќата во вас и се разбира секогаш и во секое време само со убави мисли. Инаку, драги мои, сега е моментот баш за јагодите. Кога ќе тргнете на патот на излезот од Скопје, од Ѓорче Петров према Тетово и Гостивар, на секој чекор уличните минувачи, уличните продавачи со јагоди, гајби, а минувачите со кеси со јагодки. Убави, вкусни, толкави, црвени, зрели, сладки, превкусни, многу малку калорија, преполни со витамини, со минерали и едноставно за сите што држат диета, одлични се јагодите. А пред се од нив знаете дека правиме и сладко од јагоди, штрудли, колачи со јагоди и така натаму. А јас денеска ќе ви направам една брза, лесна, ефтина, што се вика пет паречка торта, така во народот е позната, оваа торта со јагоди, кој што не се пече, туку само ќе го свариме млекото со пудинг. Инаку, за да ја направите, ќе ви биде потребно 1 литар млеко, 3 кесички пудинг од ванила, 10 лажици супени шекер, 250 грама путер или маргарин, 100 грама или црно или бело чоколадо, 300 грама мелени бисквити, какви и да имате дома, слободно такви сомелете, и 400 до 500 грама јагоди. Јагодите се ставаат откако тортата ќе се стврдне во ладилник и така натаму, потоа се стават од озгора. Еве, гледајте колку малку намирници. Што убаво дечиња си трчка, тука супер и ни прават баш онако убаво расположение. 1 литар млеко, се разбира само малку можеби ќе оставам така, за да го размешам пудингот, го ставам тенџерето со млекото на врела рингла да се загрее. Сега ќе го ставам шекерот, како класично што се прави, знаете, нели дома, кога сте биле деца, мајките ви вареле пудинг. Ќе го измешаме во ладно млеко, тоа да знаете дека мора да биде ладно. Сега ово убаво ќе го измешам. Кога е подлабок садот, подобро е за мешање, да нема грудчиња. И за украсување од озгора на тортата користете. Направете шамот, белка, земете хопла, готов шлак, што сакате. И ставете колку сакате од озгора. И да немате, тортата е прекрасна таква каква што е. Значи, време ќе ви биде потребно едноставно само да го сварите пудингот во млекото. А бисквити мелени можете да најдете и готови, купечки, само земете од рафтот, дома ни да мелете, ни да правите бербач, што се вели по кујната. Ајде да видам сега до кај ми е млекото. Само што ќе почне да врие, ќе му го додадам пудингот со шекерот во млеко. Еве го, јас веќе ќе почнам да го додавам пудингот. Да не остане нешто доле. И сега ќе мешам се додека не почне да врие. Еве, веќе почнува да се згуснува. Штом проврие пудингот, веќе исклучуваме и толку е работата.
Еве, гледате како убаво, како кремче си се направи. Морате постојано да мешате. Време едноставно за оваа торта со јагоди, треба да се излади тортата. Еве, почнува веќе да фаќа, топчиња, меурчиња, тоа значи готово е. Така. Сега го вадам веќе настрана, готово. Тука ќе го ставам путерот, 250 грама. И ќе продолжам да мешам. Тој веднаш ќе се стопи. Со постојано мешање ќе си се топи. Тука ќе го ставам сега и веднаш чоколадото. Колку се стопи толку. Убаво и да се препознава некоја коцка. И се мешаме додека не се истопи целиот путер или маргарин. Еве уште малку остана, многу уште малку остана. Еве го, веќе е готово на самиот крај. Еве како изгледа. И сега ќе му ги ставам бисквитите. И ваквата смеса ќе ставам во калапче и ќе ставам во ладилник неколку часа, не прво на природна температура да се излади, потоа веднаш во ладилник, ќе насечкам од јаготките од озгоре и ќе им ставам шлак и тортата е готова толку. За 5 минути работа вие ќе имате цела торта, цел плех торта. Готово. Сега ги ставам мелените бисквити. И се разбира да не ве збуни откако ќе ги ставите сите потребни состојки, да кажете леле, торта вам излезе како чорба. Оти сум слушала такви коментари, но кога ќе се излади, баш ќе биде онака кремаста, мека, па одозгора со вкусот на јаготките. Ете така, се ги убаво се да се измеша со мелените бисквити. Одлично, готово е. Еве, драги мои, како изгледа смесата, пред да ја ставам во калап. Пред да ја ставам во калап и пред да се излади. Значи ви кажав, само ќе ги насечкам јаготките од озгора и секако ставам шлакпена од озгора. И ќе имаме вкусна торта. Токму сега е времето да се направи нешто со јаготките. Само да пробам. Не верувам дека некој не би сакал ваква торта.
Нашево тортиче со јаготки, леле, убавина. Еве го. И едно вака поголемко. Ајде да го пробаме сега. Какво е убаво тестото. Леле, лапни, голтни, а цел плех торта. Што велат, ни оре, ни ништо, толку, може да се каже и ефтина, а издашна. Преубава. Драги мои, направете оваа торта со јаготки, баш сега е моментот. А потоа ќе правиме и сладко, правиме и компоти и се што треба. Ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата и велам, немојте да бидете со никого поради пари, деца и сожалување, затоа што сите овие работи ќе ги платите многу скапо во животот ако сте заради тоа. Довидување до следната емисија Вкусот на традицијата. Уживајте во убавото време со саканите, прошетајте и едноставно мислете само убави работи и гледајте емисијата Вкусот на традицијата. Довидување!